На последниот ден од изборната кампања носителите на листи на ВМРО-ДПМН со активности секој во својата изборна единица. Антонио Милошевски изјави дека очекува мирни и достоинствени избори, после кои поразениот ќе му подаде рака на победникот и ќе му честита на цивилизиран начин. Нашите цели се стабилна Македонија, унитарна Македонија, со еден официјален јазик, со политичка стабилност и со желба и план за економски напредок. ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, она што го имаат како сознание од терен, од средбите со граѓаните, е дека ќе имаме известна и уверлива победа. Носителот во двојка Владко Ѓорчев ги повика граѓаните масовно да излезат на избори во недела и поддршка на ВМРО-ДПМН за освојување на 63 пратенички места. Повикувам за поддршка на Република Македонија, поддршка на владата на Република Македонија со 63 пратеници. СДСМ веќе ги загуби изборите. Нив не им значи многу дали ќе имаат 33 или 37 пратеници. Но нам, на Република Македонија, и тоа како важно, дали ќе имаме 63 пратеници. Да излезат масовно, да гласаат за еднината на оваа држава, за еднината на нашите деца. Фокусот во следната програма ќе биде отворање на нови работни места. До 2020-та дури 70.000 нови работни места за да достигнеме ниво на невработеност под 18%, рече денеска носителот на изборната единица 1 Никола Поповски. Ова е дел од мерките кои се во срцето на програмата на ВМРО-ДПМН. Воедно предвидуваме и зголемување на платите со цел минималната да достигне до 14.000 денари, а платите во јавната администрација да бидат покачени во две транши до 10,25%. Никола Тодоров, носител во двојка, изјави дека во недела ќе победи народот. Ги повикувам оние кои што не мислат да излезат да гласаат или оние кои што се уште се двоумат, да бидат дел од народот на Македонија кој извојува победа во оваа 2,5 годишна битка. Да испратиме порака до целиот свет дека во Македонија победува народот. Да ја поразиме деструкцијата и кризата. Гласот за ВМРО-ДПМН е за стабилна држава, а ќе биде против двојазичност и федерализација, порача Илија Димовски од Велес. Гласот за ВМРО-ДПМН ќе значи развој на економијата, повисок животен стандард, вработувања, подобрена инфраструктура, инвестиции во здравството, енергетскиот сектор, културата, спортот, туризмот, субвенции за земјоделците, проекти за младите, развој на руралните средини, поддршка на пензионерите и многу други области.